екипата на Бекстејдж во следниве неколку минути со момчето кое што, ајде ќе речам, ни го обели образот на балканската музичка сцена, ја направи Македонија горда, а македонците толку сакаат да се сплотат околу едно такво победничко чувство и ти благодарам многу што ни го овозможи тоа како држава. Никола Станишик, победник на Звезда Гранда 2025. Како се чувствуваш? Па морам да ти кажам дека сум уморен, но добро е сега. Полека се слегнува секако поминува деновите, добро е. Се навикнува. Секогаш ме интересира како почнува една приказна која што вака води кон триумф. Како и зошто се пријави на Звезда Гранда? Па јас имав пријавено и претходна една година пред, мислам кога беше короната, тогаш 20-21. Таму стигнав негде до полуфинале и после тоа неколку години паузирав и не сака веќе да се надпреварувам, но се деси да ми кликне така у глава да се надпреварувам пак. Потоа што имаше еден што ме натера да... Поранешната девојка. Јас ке кажам, не мора ти. Добро, ете, ти кажав некои работи, да, ти ги знаеш и да, она ме натера и сум и благодарен за тоа. Одлично. А не беше ништо планирано, да од круг у круг како што, значи се спонтано си беше и стигнавме до финале и победа. Ми спомена дека Цеца сам си ја избрал да ти биде ментор, како се случи тоа? Па тоа се бира во првиот круг, кога ќе ги добие сите гласови, имаш право да бираш. Ја немав запознанието во живо, така да ми беше чест и задоволство да... Имаше пикирано? Да, имав пикирано и имав прилика да ја одберам неа. Сега, Бекстејдж како медиум од зад сцената секогаш го интересира тоа што се случува зад сцената, а гледачите нели не можат да го видат, па ние сакаме да им го доближиме. Каква ти е комуникацијата со Цеца? Па јас тоа сек да го кажам. Цеца е тука за мене 24/7 и навистина се слушаме константно во врска со мојата нова песна што излегува сега од Грант. Пред скоро време бев и кај неа во емисија, така да жената е предобра и е тука за мене ностоп. Ми спомена дека кога ги пишуваш порака, веднаш ти одговара и буквално те гледа како мајка. Па да, јас ја викам мама Цеца, така да буквално како мајка. А во моментов работиш на нови песни, односно подпиша веќе договор, така 9 години. Па да, тоа се подпишува во полуфиналето на 9 години, да, со Грант, така да сега ќе си работиме. Како ти се допаѓаат песните кои што досега стасаа до тебе? Па добро, убави се, јас не можам сам да одберам, нели, со Цеца сум тука во консултирање, бидејќи она е многу поискусна во тоа и она ме посочува каде и што, како треба да правам, така да се со неа. Објасни ни малку како карактер, дали знае да те искара, дали те советува, дали е трпелива кога нешто ја објаснуваш или е избувлива? Цеца никогаш не е избувлива, секогаш е добра, дури и да сгрешиме, знае тоа на најдобар може начин да ни го каже како да го исправиме. Така да ништо лошо ми нема направено да се. Никола, што ти донесе во животот Звезда Гранда? Дали беше горд што ја направи горда Македонија, колку ти доаѓаше така некако од позитивен ефект да ти пукне срцето што се вели на сцена кога те прогласија и дали очекуваш? Па искрено не очекував на почетокот, но како се одвиваше надпреварувањето, како ги пеев македонските песни, колку пораки добивав секојдневно на мојот телефон од македонците, така да како се приближуваше крајот, така имав чувство дека ќе влезам во топ 3 и дека имаме шанса да победиме. Така да многу ми е мило што нашите, поготово македонците, ме сакаат многу и сум гордо за нив. Чест и задоволство, мислам. Во моментов постојано си на релација Скопје-Белград, но процентуално повеќе си во Белград отколку тука. Што правиш? Како ти изгледа секојдневието? Таман ќе кажам, сега оваа недела сум слободен, нема телефонот звони и мора Србија, мора да се испоштуваат тие некои емисии, така да сум, ако не секоја недела, секоја втора, да, ме бараат новинарите и во Босна, така да релацијата ми е Скопје, Србија, Босна, нонстоп. Сега, велат дека животот некогаш едно ни дава, друго ни зема. Морам да те чепнам и малку на тема љубов, бидејќи во медиумите простро информација дека токму тогаш кога победи, ја заврши врската со твојата девојка или кажи ми точно како беше? Па ако веќе морам. Мора. Морам. Да, раскиновме на првото финале кога беше.
и немавме контакт се од другото финали, после се исподесија некои компликации и толку немавме контакт. Сега сме добри, се слушнавме, сега сме си во добри односи, ама пријател. Чекај сега, во екот на твојата популарност, некој си оди како така сега? Нејасно ми е мене. Па сега не може. Година и пол заедно, те мотивирала да се пријавиш. Не, тука мора, нешто се случило. Па види, јас тоа не можам сега да ти го одговорам, мора да викнете неа па да ти го одговори тоа. Од моја страна јас стварно немам направено ништо лошо али не гледав понатака иднина и си раскинавме на најдобар начин. Дали тоа значи дека во моментов ти си емотивно исполнет или сепак имаш некоја празнина? Исполнет. Сега ти имаш фанови тука. Работат на егото твојот, пишуваат. Стигаат ли пораки, кажи ми? Стига. Што велат најчесто? Па види, повеќе се постари жени, бабички ми пишуваат нон-стоп секојдневно, но тука си младите, да, ми честитаат ден денес, после 2 месеци уште честитаат. Што треба да поседува онаа која што следно ќе се појави и ќе биде некоја која што ќе украде твоето срце, ајде народски кажано. Што ти е важно во една врска? Што ми е важно во една врска? Па довербата пред се, да нема, мислам сегде треба да има. Прво ти е важно кога ќе ја видиш да ти се допадне физички, не, сега да бидеме искрени. Добро, искрено, да. А зошто лажеш? Добро, ајде, прво физички, а после битна ми е довербата, да не е љубоморна, бидејќи И сега оваа професија, да. Да, тешко да најдам некоја таква што нема да биде љубоморна, но ете, да не е љубоморна, да има доверба и да е добро со мене. Како да не биде љубоморна кога еве сега кажа од 7 до 77 години дека ти пишуваат. Девојчето мислам има прети тука голема опасност, ова е ризик веќе. Па они пишуваат са на мене дали ќе одговорам. Не се даваш, значи тоа ми се допаѓа. Никола, ти благодарам што денес одвои од твоето скапоцено време, кажавме дека си многу ангажиран. Повторно кога ќе има нешто ново и интересно да се сподели со гледачите, ќе ни бидеш на наше огромно задоволство гостин во Бекстејдж. Ви благодарам пред се на поканата и више честито и задоволство да гостувам.